Шепотење на немите усни, гризење на јазиците на страста, немоста на јазиците ги откриваат незините облини, а таа нежна, пожелна, топла. Превоđење на раците по лицето се насветуваат незините усни, јазикот, отрпнување на безвоздушноста. Раците повторно сами ги обликуваат незините женствени облини. Се лизгаат по вратот, јазикот се задржува на дедијата, а таму пулсирање на крвта. Полека, нежно, на момент силовито и страстно се скрутуваат вибрациите на вампирите. Пред раците треперат незините гради, движејќи се во ритмот на дишењето. А незините предавици, набрекнати, податни со косочни среши, молат да се вкусат. Мамат на грискање. Јазикот и повторно го наоѓа патот, предосно за сопирање. Патот води надолу, за да се извиши во блажените височини. Рацете, плеткани барат прошка за непредвидливото, се насетуваат под нив бедрата. А тие, криејќи ги портите на сладостраста, вибрираат во мигот на нежните и благи движења. Се одаваат страданијата на замесот. И овој пат, јазикот го наоѓа патот на првите порти на сладоста. Шетајќи по брегот на замосот, се отвори втората порта, а во неа школка. Го открива незиниот бисер, овој пат истражувањето е препуштено на рацете. Нозете се испрепретуваат, незапиливо одбараат простор и во моментот на Во моментот на страстената експлозија, екстаза, на немирното треперење, вибрациите не стигнуваат, продолжуваат уште еднаш и повторно овој пат се отвара земјата, телата се извиткуваат, за момент останати така грчевито стегнати, како да не може ништо да ги одвои. Миг кој трае цела вечност. Нема самотија во екот на блажената вистина, чекајќи го повторно моментот на телесни комуникации. Благодарам.